Се случува хаос во земјоделството. Земјоделците се оставени сами на себе, едвај да преживуваат во тешки услови. ВМРО, ДПМН и Цветан Трипуновски ниту знаат, ниту имаат капацитет да креират вистински политики за развој на земјоделството. Лажеа пред избори дека ќе донесат нови мерки, дека ќе има повеќе пари за субвенции. Откупната цена на пченица падна драстично. Само 12 денари за килограм, па дури и помалку. 25.000 земјоделци кои произведуваат пченица на 70.000 хектари се директно засегнати. Во време на владите на СДСМ, во време на жетва, пченицата се продавала и по 17 денари за килограм и тоа не е така одавна. СДСМ заедно со земјоделците поднесе и амандман за поддршка од 5 денари по килограм за предадена пченица, но власта немаше слух. Власта скрати пари од земјоделците. 477 милиони денари помалку има во новиот ребаланс. Од вкупниот годишен буџет за субвенции, кој во моментот е 7,2 милијарди денари, се крати на 6,7 милијарди денари. Лозарите и оваа година повторно беа превеслани од Трипуновски. Очено е тоа што оваа година Трипуновски како историска цена се обиде да ја прикажува откупната цена од 21,3 денари за Вранец и 18,9 денари за Смедеревка. Замислете, за историска цена се зборува која е зголемена само за 50 дени. Срамно и понижувачки.